Добро дојдовте во новото издание на регионалните вести. Од иницијативата Ултиматум до општина Тетово за спортскиот центар побараа што поскоро надлежните да преземат мерки за реконструкција на центарот, кој со децении е запуштен. Воспротивно најавија дека сами ќе започнат со обнова на единствената слободна површина во градот, наменета за спорт, одмор и рекреација. Група граѓани покрена иницијатива за реконструкција на спортскиот центар кој со години е оставен на забот на времето. Тие по планнево до надлежните поставија ултиматум, доколку за 2 недели не се обнови единствената слободна површина за одмор и рекреација, која сега е претворена во ѓубриште и руина. Го користиме зборот ултиматум. Значи, они ако не започнат за 2 недели со работа тука, започнуваме ние сами. И сега може да очекуваат во наредниве 2 недели сите тие компании што добиваа награди за општествено одговорни и за сето тоа друго, може да не очекуваат да им тропнеме на врата и да им побараме помош. Од иницијативниот одбор велат дека спортскиот центар некогаш важел за база на спортот во Тетово. Сега сите спортски терени се уништени, а фудбалското игралиште се користи за паркирање на возила. Значи јас како жител на Тетово го паметам спортски центар во сосема друго издание од ова што го гледате моментално. Значи во моите 40 и неколку години јас со моите родители прв пат дојдов тука. Ова беше зелена оаза на градот, ова беше место каде што младите се собираа по попладневните часови. Значи бара релаксација, бара задоволство, бара дружење. Спортскиот центар сето тоа им го пружаше, затоа што имаше феноменални услови. Значи немаше како сега возила на сите страни, депонија, нема ни вода овде, нема... Више 2 децении не е, што се вика шајка удрена овде, не е инвестирано ништо. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи, која денеска беше на пуштање во употреба на реконструираниот фудбалски терен на стадионот, изјави дека општината има план да започне со обнова на спортскиот центар. Но динамиката на реализацијата на планот според Арифи ќе зависи од приватниот концесионер кој управува со центарот. Че размислуваме и за отворен повик за идејно решение, но треба да се има предвид фактот дека таму, значи за разлика од стадионите, уште на пример тие се под концесија. Значи има една разлика кај стадионите, концесионерот се повлече во корист на општината, додека таму тоа треба да биде тек еден процес. Фирмата Билт Интернационал го има земено под концесија спортскиот центар до 2034 година, но до сега нема ништо вложено. Отаму во повеќе наврати истакнале дека планираат да инвестираат во центарот, но се зависело од финансиите со кои располагаат. Но дел од некогашните спортски терени на центарот, подолг период концесионерот ги издава под наем на претпријатија кои се занимаваат со трговија и гостителство. На сметката на концесионерот легнуваат и други парични средства. Тој под наем има издадено и голем број објекти сместени во градската спортска сала, со која исто така управува и која наместо за спорт се користи за производство на текстил и мебел. Фудбалските клубови од Тетово од денес ќе можат своите надпревари да ги играат на градскиот стадион, каде по 1 година заврши реконструкцијата на теренот и дренажниот систем во заеднички проект на општината и фудбалската федерација. Сега треба да започне реконструкција на трибините и поставување на рефлектори, работи кои општината ќе ги спроведе преку јавното приватно партнерство, односно заеднички со приватна фирма. Значи, нормално дека за мене овој ден е посебен ден, откако е изграден градскиот стадион во Тетово. До сега, според информациите кои ги имаме, не се направени други инвестиции, така да ова е за прв пат после многу години каде што се прави една голема и сериозна инвестиција и сакам да ја користам приликата да се заблагодарам на Фудбалската федерација на Македонија, кои ни беа многу доследни партнери и интересенти во целата ова инвестиција, имајќи го предвид фактот дека денеска ние го земаме во употреба теренот, значи спортскиот терен за одвивање на игрите, на надпреварите, додека исто така тече и проектот за поставување на рефлектори за да има можност да се играат надпреварите и во ноќни услови.
Секако дека ние сме веќе при крај и со процедурите за објавување на јавно-приватното партнерство за стадионот. Сакам уште еднаш да истакнам и да се заблагодарам на сите партнери, значи на ФФМ, на јавното комунално предпријатие кое работеше за да ги ние постигнеме стандардите кои беа потребни да се играат надпреварите и исто така да им посакам многу успех на сите тетовски клубови и да побарам од сите доследно спортско однесување и тоа што го имаме да го сочуваме за што повеќе да им служи најпрво на нив кои го користат теренот, но зошто да не и на сите граѓани кои сакат да бидат гледачи на надпреварите. Се очекува целосна реконструкција и на трибините слично. Значи, ние веќе сме во финална процедура за објавување на јавно-приватно партнерство, значи во тој проект се предвидени значи комплетното реконструирање на стадионот со сите трибини и со сите помошни елементи, така да на крајот мислам дека ќе добиеме еден комплетиран стадион. Го искажувам своето лично задоволство и во име на Фудбалската федерација што после пауза од една година повторно ќе имаме шанса да следиме надпревари овде на градскиот стадион на Тетово, освен што во многу подобри услови, квалитет на терен на светско ниво. Тоа е предизвик за сите клубови да вистински покажат колку знаат да играат фудбал и конечно да доживееме напредување на играта во целост. Градоначалничката кажа многу детали околу овој проект, да не се повторуваме. Се надевам дека по завршувањето на сите административни тендерски процедури партнерот што ќе се јави во таа постапка дека во целост ќе ги заврши своите обврски по договорот што треба да следи и овдека дека да речеме за некои 2 години ќе имаме услови да гледаме и европски надпревари. Бидејќи стадионот треба да биде од прилика категорија 4. Градскиот стадион во Гостивар доби подобри услови за следење на надпреварите. Проектот за изградба на новата трибина со капацитет од 1100 гледачи чини 290.000 евра. Градскиот стадион во Гостивар се комплетира со модерна трибина изградена по европски стандарди. Од сега навивачите и публиката што ги следат надпреварите имаат подобри услови и попријатна атмосфера. Трибината има вкупна површина од 1000 метри квадратни. Во овој проект се инвестирани околу 290.000 евра, пари обезбедени од општинскиот буџет и донации од бизнисмени. Капацитетот за гледачите, трибината што е градена, има место за 1100 граѓани што може да го пратат утакмицата што го организира нашиот клуб во Гостивар, фудбалскиот клуб Гостивар. Реконструкцијата на еден од најстарите спортски објекти во Гостивар доаѓа по речиси 50 години. Зафати за подобрување на условите на теренот беа извршени во повеќе наврати, но не достигаат добри трибини за следење на надпреварите. Задоволство од реализацијата на проектот изрази и директорот на предпријатието за стопанисување со спортски објекти Фидан Јусуфи, со оценка дека Гостивар полека, но сигурно добива спортски живот што го заслужува. Тренерот на фудбалскиот клуб Гостивар Менсур Јакупи потенцираше дека, освен посветеност и работа, за поголем успех на гостиварските второлигаши им е неопходна и поддршка на навивачите и соодветна инфраструктура за надпреварите. Новата трибина на градскиот стадион во Гостивар започна да се гради лани есента. Отворен ден организираше денес Универзитетот на Југоисточна Европа. Заинтересираните се информираа за студиските програми, како и за условите и можностите кои ги нуди оваа високообразовна институција. Ова е традиционално веќе 15 години, значи оште од 2001 ние еднаш годишно правиме отворен ден на универзитетот во кој ќе презентираме понудите што ги имаме и академски, и инфраструктурно, и потенцијалот што ги има универзитетот. Почнувајќи од студиските програми, почнувајќи од тоа што поседуваме за реализација на тие студиски програми, преди се наставниот кадар, тоест академскиот кадар, потоа инфраструктурата во библиотека, логистиката друго, и начинот како тоа го реализираме. Се разбира, тука недвоено е и понудата што го имаме веќе неколку години за така наречените стипендии, мериторните стипендии кои се дават врз основа на
постигнатите резултати како влезна компонента и се разбира ако го одржува тоа може да ги завршуваат студиите дури со пола цена на надоместо. Па секоја година ние имаме и нови понуди се разбира, меѓутоа ги задржуваме традиционалните програми во нашиот факултет, во факултетот за бизнис и економија се разбира се трите опции економија, менаџмент и финансии и се разбира дека од сите тие три имаме соодветен кадар кој што е над 90% пополнето од сопствените профили, вклучувајќи тука и меѓународни профил кој што поддржуваме секој пат со нашите партнерски универзитети, размена на кадрови преко Еразмус и други програми. И покрај тоа специфика што е за нас е начинот како ние тоа го правиме. Тоест, нашата предавање се реализираат повеќе на основа вкрестување меѓу теорија и пракса и базирано на така наречени skills-based, значи подготовка на студентите за пазарот на трудот, а не само теоретизирање на нивните знаења. Е прв универзитет во однос на вработеност на нашите дипломанти и тоа покажува рефлексот и базата на податоците што ги имаме во сервис на кариера, каде што податоците покажуваат дека нашите студенти до првата година од дипломирањето се вработуваат во просек 38 до 40%. Тоа е највисок процент на вработеност, имајќи предвид состојбата со висока невработеност во државата. Второ, зашто би дошле тука? Затоа што кажав дека тие се подготвени и со така наречени скил, значи јазични, информациони техники и практицирање на знаењата од делот на книговодство и техничките предмети. Така да, тоа е начин кој што може да го придобиваат специфично во нашиот универзитет. Другите јавни универзитети поготово се повеќе базирано на така наречено екс-катедра, значи буквално теоретизирање и оставање на учење на самите студенти по основ на тоа. Трето е тоа што имаат одлична инфраструктура, од аспект преди се библиотека, која што е многу убаво снабдена со неколку десетици илјади наслови електронски и се разбира исто така и принтирани, односно во принт форма. Општинскиот одбор на Сојузот на борци во Гостивар на отчетно собрание го усвои извештајот за работа за едногодишен период, како и план програмата за 2016 година. Општинскиот одбор на Сојузот на борци во Гостивар одржа отчетно собрание, на кое беше усвоен извештајот за работа на организацијата за едногодишен период. Реализирани се сите предвидени активности, а нашите собири за одбележување на значајни датуми масовно се посетени, потенцира председателот на Сојузот Радислав Гиноски. Со задоволство можам да истакнам дека календарот за одбележување целосно е реализиран, речи си се, па дури и повеќе. Нашите собири се масовно посетени од борци, продолжувачи, граѓани, ученици од сите средни и основни училишта. Тоа нас најповеќе не радува, зашто иднината е на младите поколенија. На собранието се дискутираше и за активностите што боречката организација планира да ги организира во текот на 2016 година. Приоритетите ќе се движат во насока на зголемување на бројот на членството. Приоритетни задачи во наредниот период ќе ни бидат омасовување на Општинската организација на Сојуз на борци, пред се од редовите на граѓани продолжувачи, бидејќи борците биолошки се помалку ги има. Исто така, приоритет ни е што повеќе членови од женскиот пол, како и членови од сите националности
зашто нашата организација е мултиетничка организација. На дневен ред на отчетното собрание се најдоа и финансискиот извештај за минатата година, како и буџетскиот план за годинава. Празникот Света недела утре со црковно-народни собири се одржува во Теново и Реотинце. Литургија и водосвет по повод патрониот празник на црквата Света недела со почеток во 9:30 часот ќе се одржи во Теново. Со црковно-народен собир исто така утре во село Реотинце ќе се одбележи празникот посветен на Светата Великомаченица недела. Со почеток во 10 часот и 30 минути ќе се изврши водосвет и режење на славските колачи во патроната црква. Празникот посветен на Светата Великомаченица недела православните верници ќе го чествуваат во недела на 10 април, односно во четвртата недела од Великденскиот пост. Со голем црковно-народен собир празникот традиционално ќе биде одбележан во село Реотинце. Со почеток во 10 часот и 30 минути парохискиот свештеник ќе изврши мал водосвет и режење на славските колачи во патроната црква Света недела. Се покануваат сите верници за што помасовно присуство и за заедничко молитвено бдение за здравје, мир и благосостојба во домовите. Повеќе од 40 на бегалци од Авганистан, Сирија и Пакистан се пронајдени утрово во камион со српска регистрација во близина на граничниот премин Табановце, информираат од Министерството за внатрешни работи. Утрово околу 4 часот полициски службеници забележале паркирано возило Fiat Ducato со српска регистрација и се упатиле кон него. Лицето кое го управувало возилото веднаш се дало во бегство. При контрола на возилото биле пронајдени 40 на мигранти. Лицата се приведени во Савара Куманово за натамошна постапка, информираат од МВР. Загребскиот жупаниски суд синоќ одреди 30-дневен притвор за 13 лица под сомнение дека со фиктивна продажба на злато испрале повеќе од 84 милиони евра. Хрватската канцеларија за сузбивање корупција и организиран криминал соопшти дека организатори на групата се таткото и синот Анте и Лука Гале. Меѓу 13 обвинети на кои им е одреден притвор и на Антонио и Пео Ивич, кои се во бегство. За нив хрватската јавност дозна во текот на неделата по кражбата на 2 килограми злато и 280.000 евра од седиштето на Загребската криминалистичка полиција. Обвинителството се сомнева дека осомничените основале фирма само за да наплатуваат сметки од фирми од Италија за стока која не ја испорачувале. 5 мигранти, 4 жени и 1 дете утрово се удавија во Егејското море, во близина на островот Самос. Несреќата се случила кога се превртел чамецот со кој тргнале од брегот на Турција. Инцидентот се случи еден ден откако со 2 ферибота бија вратени над 120 мигранти од грчкиот остров Лесбос во Турција. Тоа беше втора акција за враќање на мигранти во Турција во согласност со договорот меѓу Европската унија и Анкара за запирање на бранот мигранти преку Егејско море во Европа. Осомничен за џихад напади во Париз, Мухамед Абрил и уште 4 лица се уапсени за време на серија од акции во белгиската престолнина Брисел. За Абрил и уште 20 од уапсените се претпоставува дека учествувале и во атентатите во самата белгиска престолнина на крајот на минатиот месец. Ово официјално го потврди Федералното обвинителство во земјата за време на специјална пресконференција. Абрил е белгиец од мароканско потекло, кој 2 дена пред нападите на 13 ноември беше забележан на бензинска пумпа северно од Париз, во друштво на друг главен осомничен за нападите, Салах Абделселам. Саудискиот крал Салман соопшти дека денеска ќе се гради мост преку Црвеното море кој ќе ги поврзува Саудиска Арабија и Египет. Станува збор за прва директна копнена врска меѓу двете земји, кои сега се соседи преку Црвеното море, на кој и двете излегуваат. Откривањето детали за овој голем градежен зафат уследи на вториот ден од посетата на саудискиот крал на Египет и неговите разговори со својот домаќин египетскиот председател Абдул Фатах Ал-Сиси. Според кралот Салман, мостот треба да помогне за поттикнување на трговските врски меѓу двете земји. Денес имавме променливо облачно време со повремен локален дожд. Утринската температура се движеше од 5 до 12, а дневната од 15 до 20 степени.
Утре не очекува променливо облачно и врнежливо време. Утринската температура ќе се движи од 6 до 13, а дневната од 13 до 18 степени. И тоа е се во ова издание на регионалните вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Ви благодариме на вниманието и пријатно.